Негова екселенција господин Тимонија, амбасадор на Република Франција, денески работ на постана Куманово. Неговата агенда беше постана гимназијата како франкофонска гимназија која има билингвална подготовка, која е негова интересна сфера за промоција на францускиот јазик. Тука имаме работа седма и во општината, анализирајќи ја трудната состојба на нивна локална самоуправа или прекуси на политичките случувања, политичката состојба во Македонија на локално ниво. Што ќе се случува натаму, кога се случува, кои се излазни компоненти, улогата на председателот кога за разрешување на кризата, улогата на мировната заедница, бидејќи едно од главните столбови на Европската унија се знае се Германија и Франција, и нивното мислење и нивното влијание на активната политика во Македонија не е така беззначено, напротив, мислам дека е доминантно и дека нашите погледи треба да бидат упрени во Брисел, а ние пораки ги добиваме преку амбасадорите. Така да, јас сум задоволен што господин амбасадор Тимонија денеска даде малку по-оптимистичка варијанта дека ќе оди малку поспоро, меѓутоа сепак има некаква разрешница на овој Гордиев чвор, кој полека се повеќе се закомплицирува на политичката сцена. Меѓутоа, неговото искуство, неговата перцепција е малку оптимистичка и мисли дека работите ќе се решат во нареден период, не толку брзо, меѓутоа се надеваме дека неговите прогнози ќе се остварат. Околу локалната самоуправа исто така немаме дефинирано, очекуваме потекот на председателот, разрешница на председателот на парламент, евентуално промена на закон и разрешница во однос на мандатот. Може би се на тамошен период ќе бидат случувања, тоа е и заложба на амбасадорот во однос на лидерските средби помеѓу македонските партии, помеѓу албанско-македонските партии, да се најде излаз на решение диалог, ова улица и ова интеретничка нетолеранција не доведува во една тезна и неперспективна спрема Европската заедница. Благодарам, господин Тимонија.